вечер. Голем интерес за председателската фотелја. Расте бројот на кандидати кои собираат граѓански потписи. Почна ли порано кампањата и меѓусебните сопки? Како ќе има молк пред председателските избори ако паралелно тече кампања за парламентарните избори? Се надзира ли бурна кампања? Зошто не се носат долго најавуваните измени на изборниот законник? Вечерва во топ тема дебата со председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Телм. И новинарката Сонја Николовска. Добро вечер. Добро вечер. Најавувам и интервјуа со директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Зоран Трајчевски и поранешниот председател на ДИК Александар Новаковски. Почнуваме по рекламите. Почна собирањето на потписи за кандидатура од што зависи колку долго ќе биде гласачкото ливче за председател. Рокот е до 8 март. Дел од потенцијалните кандидати почнаа да најавуваат проблеми уште првиот ден. Да го погледнеме прилогот на колешката Далиборка Демјанска-Цветановска. Нечиста игра и непринципиелни сопки уште од првиот ден пријавуваат дел од потенцијалните кандидати за председател на државата кои не се врзани со поголемите партии мора да соберат 10.000 потписи за кандидатура. Најавија приговори до Државната изборна комисија за која вела дека не направила ништо за да ги информира граѓаните каде точно се наоѓаат подрачните единици. Кандидатката на Левица тврди дека местата за потпишување се тешко пристапни, а се сомнева и дека незината веб страница отворена за вакви информации е цел на напад. По едни скалички треба да се искачат граѓаните кои прво е тешко да ја најдете локацијата, тој е малку авантуристички потфет. Меѓутоа кој ќе најдете следуваат скали по кои треба да се искачат, особено велам им е тешко на оние граѓани кои имаат проблем. Токму Карпош, подрачното единица снемало струја. И сега ние треба да веруваме дека е тоа случајно. Проблеми пријавува и кандидатот од Движење Знам. Имаме мал број на канцеларии, не сите општини се опфатени со матични канцеларии на Државна изборна комисија, а воедно и неопходен е правилник во кој што ќе се дефинираат точните локации и дополнително граѓаните на полесен начин ќе се информираат каде можат да ја дадат својата подршка на одреден кандидат. Во трката за собирање на потписи влегува и Мерсиха Смаиловиќ од Бошњачкиот демократски сојуз, која е оптимист дека ќе успее да го собере потребниот број. Драго ми е што голем број граѓани почувствува потреба да искажат својата поддршка. Драго ми е што го видам моментот кој што и ние го гледаме со мојата кандидатура дека ќе обединиме бројни луѓе кои што веќе не се наоѓаат толку во овој политички момент. И се надевам дека првиот предизвик собирање на 10.000 гласови, дека потписи дека ќе го завршиме успешно и затоа ќе не биде потребна поддршката од граѓаните. Со собирање на потписи денеска почна и кандидатот на ДУИ Бујар Османи. Денеска во организација на шефот на изборниот штаб започнува многу важен пат за номинација на Бујар Османи за кандидат за председател. Тоа е многу силна мобилизација, што ја докажува решеноста на ДУИ да ја совлада мисијата за придвижување на процесите, кои носат стабилизација и ориентација дека нашата земја треба да оди напред кон членство во Европската Унија. Денеска се зголеми и бројот на лица кои собираат потписи. Во ДИК се пријавиле господин Поповски, Томе Николовски и Ѓорги Манасков кои собираат потписи како независни лица. А точната бројка на тие кои ќе се борат за председателската фотелја во Вила Водно ќе се знае по 8 март. Дел од забелешките кои што можевме да ги слушнеме од кандидатите кои почнуваат да собираат потписи се однесуваат токму на Државната изборна комисија. Господин Даштевски, почнуваме со вас. Како одговарате, бидејќи ево до што го слушнавме, се жала дека нема услови, но и на други пречки за граѓаните да можат да дојдат и да им дадат поддршка? Значи, јас би рекол дека ние многу се подготвувавме за собирање на потписи, бидејќи тоа е едно од првите действија кои треба да се случи. И посветивме многу време, имавме неколку координации со службата за избирачки список која се грижи за подрачните оделенија на Државната изборна комисија и ги преземавме сите мерки са бајле во 8 часот, сите места беа отворени. Јас отидов порано, проверам да не е нешто не е отворено, све беше отворено, работеа сите. Имаме правилник донесено пред неколку дена, е го правилник за
регулирање на постапката за собирање потписи и начинот на определување на нотарите. Тој правилник може да се најде на веб страната, да се испринта или да се прочита преку, дури може на телефон да го најде, кој има подобар телефон. Така што тој правилник понатаму, слушнавме на некој место недостатно било во Штип, нели? Ние имаме дадено наредба на вработените што се таму, да ако не може немотното лице да се качи, вработениот ќе се симне. Значи, апел и до кандидатите да знаат дека доколку треба ќе се симне со книгата, да тоа немотно лице да не се качува, тука ќе дојде вработениот, за да и тоа до сега се случувало. Зошто се уште нема такви пристапни места? Тоа веќе со години, ако не со децении се зборува. Постари канцеларии од порано што ние ги наследивме и некои канцеларии како например Карпуш во центар имаат повеќе пристапи. Сега не сме ние виновни за тоа, а во тие места ние ставивме и неколку рампи, каде што има само една скала. Значи таа една скала немотно лице ќе не може да искачи. И затоа ставивме рампи таму и во сите други места преземавме ова што, например, ние бараме од општините подобри. Сме барале од многу општини, пред 2 години баравме од општина Куманово, нели? Баравме подобри простори, бидејќи тие простори што ги имавме во општината, опсе ги оцени како нехумани. Бидејќи може човекот таму од влага, од тоа што е, нели, скапано и така натаму, да изгуби живот. И ние добивме одговор од општината дека не можат да ни обезбедат никакви простори. Па најдовме простори под кирија во близина на општината, нови кои сега плаќаме кирија и таму се поголеми малку и таму се подпишуваат во 3 града каде што нема никакви услови, тоа е Куманово, Делчево и Струга. И имаме такви простори каде што се подпишуваат во нови простори, ама не можеме ние да си дозволиме во цела Македонија и затоа ги користиме овие што се низ Македонија. Пред изборите 21 година со помош на АјФЕС реновиравме најголем дел од тие простори, ставивме нови прозорци, врати да не биде ладно преку зима и така натаму, теписони, како кретшивме и така натаму. Меѓутоа општините секогаш се обидуваат да ни остават тоа што не им е потребно, што е најлошо. Сакате да кажете општините не се расположени да ви дадат соодветни? Не се расположени локалната самоуправа. Значи, да речеме во Прилеп се направи нова зграда, велелепна, многу убава и се пресели цела општина таму, а подрачното одделение наше до 10 квадрати остана во старите простори кои се стварно не се во добра состојба. Добро, така затоа што собирањето на 10.000 потписи и сите познавачи експерти велат дека не е лесна работа и секоја пречка може да биде реално пречка да се дојде до тоа. Затоа ја би замолил да бидат трпеливи граѓаните, знаете сега ќе и големите. Велате дека нема доволно број на подречни каде што може да се. Не, видите, имаме 34 подречни единици. Сега немавме за тоа определено средства да донесеме одлука некоја за повеќе, така што тие 34 се во сите поголеми градови има. Значи, нели, општина и, да речеме, и Парачиново, и Липково и така натаму. Мислам дека во Липково има, меѓутоа има општини кои што нема, тоа се претежно рурални општини кои се блиску до, да кажеме, во Могила, па блиску е Битола и така натаму, до големите општини и таму, а во поголемите, во најголемите има и по неколку вработени. Ние немаме ни вработени, ние имаме 1 до 2 во секоја подрачно одделение и сега ставивме помошни тела, луѓе со искуство кои работеле да им помагаат, затоа што е од 8 до 20 часот. Значи во 2 смени. Така што и повеќе луѓе ставивме и рокот е 2 смени, значи се собира долго време и фактички ако треба ќе се причека малку, меѓутоа мислам дека ќе се заврши работата. Така беше, нели, изјавата пред малку. Така што би требало да се заврши за сите, затоа што рековме дека, нели, и ќе собираат и големите партии, и малите партии. Да. Тоа сакав да ја прашам сега, колку се пријавија до сега, бидејќи во текот на денот расте бројката на вашата веб страна, последната е чинам 11, ако има нешто измена поправете ме. Не, 11 и сега фактички вчера беше едноцифрена, сега веќе е двоцифрена. Кој се пријавил, дали сите? Па е, за јавноста не е тајна. Тоа, значи, се пријавил Вело Марковски, Билјана Ванковска, Цветковска, Томе Николовски, Бујар Османи,
Господин Поповски, Максим Димитриевски, Стевчо Екимовски, Ѓорѓе Манасков, Армен Таравари, Мерсиха Смајловиќ и Зорица Цветковска. Тие се пријавиле сега за сега. И сега они собираат, треба секој да собере по 10.000 потписи, ќе видиме кој ќе собере. Меѓутоа, рокот за пријавување е отворен до затворањето на рокот за до 8 марта. Да. Николовска, како новинар кој што долги години работи, чистила кариера и избори и политичките случувања, дали оваа бројка од сега 11 со се двајцата кандидати од СДСМ и од ВМРО ДПМН, тоа доаѓа бројка околу 13. Ви се чинили дека е ова голема бројка и какви се реално состојбите за собирање потписи? Да, голема е бројката, точно, значи до сега мислам дека најголем интерес постои за председателската функција, иако да нагласиме дека сите овие што се пријавиле се уште не се станати кандидати. Значи за да станат кандидати за председател треба да исполнат еден од двата услови, или да бидат поддржани од 30 пратеници или да соберат 10.000 потписи. Верувам дека тие зад кои стојат посилни партии полесно ќе стигнат до таа бројка од 10.000 и останатите кои немаат така моќни партии зад себе, им посакувам среќа навистина и добро лобирање за да ги соберат потребните потписи. Но во ова собирање потписи, мислам дека има еден апсурд, а не се потенцира тоа колку што гледам деновиве. Значи, еден избирач има право да се потпише за повеќе од еден кандидат. Тоа го имате и во вашите роковници и е пресликано од изборен законник, член 63 став 4, каде што вели дека еден избирач има право да се потпише за повеќе од една листа кандидати. Нели тоа малку апсурдно, ако јас како избирач на избори смеам да заокружам само една листа, зошто при кандидирањето би имала право на повеќе од една? Па тоа се контролира, секој вечер контролираме, може за повеќе од еден, меѓутоа не може повеќе пати и тоа е идејата да еден може само на таа листа, не може повеќе пати да потпише, тоа е. Така. Значи не може јас да речеме да отидам и да речам дајте ми ги сите образци, јас ќе се потпишам за сите кандидати. Тоа е невозможно практично, така? Да. Добро, јас сакав да прашам Сонја околу тоа. Сега велите, да, ги спомнавте дека мора да стои партија, дел од имињата кои што ги слушнавме пред малку се пријавували претходно на изминатите избори, но не успеа да ги соберат потребните 10.000 гласови. Дали со ова се потврдува дека единствено партиите се мотиватор за покренување на машинаријата или на граѓаните да гласаат? Па не би требало да биде така, би требало нели секој кој посакува да се занимава со таа председателска функција да го има тоа право и го има, реално има право доколку ги исполнува оние услови за над 18 години деловно способен и тие неколку елементи. Сепак во ова наше политизирано општество партиите имаат предност и имаат предност затоа што тие може да ги мобилизираат граѓаните да појдат да се потпишат за кандидатот кој го предлагат. Другите предпоставувам дека немаат таква сила за да мобилизираат 10.000 граѓани да појдат и за нив да го дадат потписот. Така. Господин Даштевски, почнува од денеска собирањето на гласови на граѓански потписи и за независни пратеници. Да. Потребните да соберат 1000. Да. Дали има веќе пријавени? Па има еден, не го земав тој, мислам дека е господја. Така? Има пријавена и ќе си почне. Веќе утре са бајле би требало да имаме за тоа некој пресек. Сега нема, меѓутоа не знам колку се соберени, ама има една пријавена. Почнато е, да. Добивте ли некакви пријави официјално еве освен ова што можевме да слушаме на телевизија од кандидатите кои што собираат гласови за некакви забелешки? До сега немаме ништо добиено, инаку ако добиеме, веднаш реагираме и излегуваме во прес. И на пример ако има некаде проблем, дали треба ова како се вика рампа и така натаму, значи ние веднаш ќе излеземе во прес. Значи ако ни се јава таму има скала, а нема рампа,
ќе отиде наш тим и ќе стави од тоа што имаме на располагање. Имаме негде 20 и кусур рамки, така што веднаш ќе се излезе во пресет. И затоа апелирам пак, ако има нешто, да се обратат во оделението за избирачки список и ќе ни пренесат на нас, веднаш ќе преземеме мерки да, бидејќи нашата работа е да, нели, да имаме демократски избори, така што не можеме да спречуваме луѓе. Имате ли можеби пријави за други однесувања на политичарите или идните кандидати, бидејќи најчесто овој период пријавите може да бидат и за почнување пред време кампања. Дали вие како ДИК следите што се случува на терен? Добивате ли некакви пријави, информации, како сте одлучиле? Па немаме, сега немаме. Бидејќи нели се распиша изборите и сега важи овој членот 8А за да може да пријавуваат, меѓутоа сега не сме добиле до сега. Бидејќи веќе во јавноста можеше да се види дека на настани каде што има присутни, да речем, министри или пак градоначалници, за проектите кои што тие ги почнали и ги промовираат, да присуствуваат политичари кои што не се поврзани со тоа. Дали тоа било некој пратеник или пак председател на партија, и дали тоа може би некако искористување на овие проекти за да се промовираат луѓе кои што не се поврзани во еден, да речем, чувствителен период, или пак тоа само го следите подоцна? Па видете, сега ние толку да следиме сега кој каде бил, тоа немаме време и го оставаме тоа ако има некоја заинтересирана страна да пријави, бидејќи ние сме, како што реков, во постојано заседавање од сабајле па до крај на работно време, ако треба и после работно време. Значи седницата за ова распишување на изборите ја држевме во 11 часот, бидејќи требаше да излезе во службен вестник. Така што останавме до 1:30 на седница и поради тоа немаме време све да следиме друго. Меѓутоа, ако има некој може да пријави, така што ќе решиме, ние треба веднаш да решиме. Меѓутоа, јас сепак и тука би апелирал да се внимава малку на законот и на постапките, бидејќи нели не можеме све да следиме 24/7, треба да се свести. Мислам дека после 30 и кусур години на парламентарна демократија би требало да и странките и се извинувам, политичките партии да се однесуваат во смисла на законот. Точно е дека законот им забранува да промовираат нови проекти, меѓутоа законодавецот, односно партиите кои го изгласа изборниот законник, си имаат направено и една одстапка, а тоа е дека возможно е да се продолжат или да се објават проекти за кои се обезбедени средства во буџетот, односно проекти кои веќе се зацртани во планот за годината, што е истовремено и изборна. Така што мислам дека тоа е една така мала и троштина за си оставиле простор да има каде да се појавуваат во кампањата. Ете така, да можат, а сепак тоа да не биде нелегално. Иако да се надоврзам на господин Даштевски, значи предвремена изборна кампања кај нас не е незаконско дело. Значи законот не познава таков термин, нити пак се санкционира нешто што би се нарекло предвремена изборна кампања и ми се чини дека токму заради тоа ние сме постојано во кампања. Како завршуваат едни избори, така партиите си почнуваат со промоција на своји кадри, со промоција на проекти онаму каде што се тие на власт, каде што се во можност нешто да направат, дали е на локално или на централно ниво, продолжуваат со меѓусебните оценувања, обвинувања, па и оцрнувања. А тоа не е дел од кампањата. Тоа сакам да прашам, каква кампања очекувате, кои ќе бидат главните точки околу кои ќе се судираат партиите? Дали ќе биде, веќе слушнавме, да за Европа, не за Русија, криминалот, корупцијата, пасошите, се исто така периодов актуелни. Каде очекувате да ги кршат копјата партиите, односно кандидатите на двојните избори? Јас очекувам да продолжат онаму каде што и досега беа, односно каде што не прекина и досега. Од ВМРО ДПМН очекувам да промовира
што повеќе проекти, кај нив е многу битна таа бројка, особено со помали проекти на локално ниво и при тоа да ги обвинуваат СДСМ за криминално и коруптивно владење. Од СДСМ очекувам дека ќе ги обвинуваат ВМРО ДПМН, дека ги блокираат процесите за асоцирање во Европа. Очекувам дека тука ќе биде нивниот акцент, иако велам дека се уште е рано, се уште не излегле со изборните програми, особено не за парламентарните избори. Што се однесува до председателските кандидати, тука е веќе многу важна личноста, а не партиската позадина на кандидатот за председател. Од партиите на албанците кои двете страни излегоа со своји кандидати, очекувам дека тие најмногу ќе се надпреваруваат меѓу себе, дека за нив е најважно кој од двајцата кандидати ќе има повеќе гласови. Секако тоа ќе биде вовед за парламентарните избори, но за нив тоа ќе биде пресудно. А секако и за другите кандидати, особено оние кои имаат партии зад себе, ќе сакаат да прикажат дека се партија која вреди, која заслужува да биде сериозно сватена и за која може да се гласа и на парламентарни избори. Она што е особено актуелно периодов е по делбата во рамки на Алијанса за албанците. Се уште нема одлука од основниот суд во Тетово. Кога е последниот рок до кога треба да одлучат и што доколку нема одлука, како ќе се однесува ДИК по ова прашање во случајове да има и кандидатури од двете? Само да се надополнам за претходното прашање, само една реченица. Значи, ние одлучувавме пред да се распишат изборите, почнува 48 став 1 од законот за влада, а овој 8 ако сака некој може да поднесе до ДКСК. Они се надлежни, бидејќи действијата за што ќе се преземаат се воспротивно со некои правила. Така што на тоа мислев со членот 8. И ова што викате, ние ќе постапиме според закон. Значи, ние до сега ништо не сме добили. И ќе си постапуваме според закон. Што значи тоа? Кога ќе се пријавуваат, нели, во ДИК за избори, ние ги преземаме действијата според закон. Значи, ќе си побараме од судот и ќе си побараме од Централниот регистар. И они таму имаат која е вистинската партија, така што тука за нас нема дилема. Ние не се мешаме сега дали они ќе идат на суд или што, меѓутоа кога ќе дое време за пријавување, ние мораме да побараме. Во Централен регистар? Па во судот го води регистарот за партиите и во Централен регистар. Но ако судот нема одлучено? Или да отвараат сметка, ама има која е реална. До сега, која е реална, има подпис, има печат, има кој е потписник, значи тоа станува. Нели има за избори. Така што треба да ги имаат сите документи што се потребни за избори и ние тоа не интересира, на друго не интересира. Што ќе прават они меѓу себе, не знаеме. Дали ќе одат на суд, дали не, тоа си нивна работа. Како гледате вие на одговор? Дали тоа значи дека Таравари? Па, секако од судот ќе чекаме сите, но чисто се сомневам дека за неколку недели судот ќе може да одлучи и да пресече кој нели во оваа ситуација. Малку надеж дека би можеле да се договорат, оваа недела или предходната, кога се сретна двајцата лидери на партијата из Јадин Села со Арбен Таравари, се обиделе да најдат некаква солуција, но прво се ангажирале околу оние полесните, да ги речам, прашања, околу тоа која канцеларија би можел да ја преземе, кој дел од заедничкиот имот на Алијанса. Ова прашање не го разрешиле, колку што имам информација, значи кој е вистинскиот наследник на Алијанса за албанците или што понашки, како викаме, кај кого е печатот на партијата. Се уште не се знае. Мислам дека Таравари би можел полесно да ја разреши таа ситуација, бидејќи ќе оди во коалиција со други партии во рамките на тој Европски сојуз за промени, па тука неговите кандидати би можеле можеби да фигурираат без или со името на Алијанса, но без некој голем доказ,
неопходен како што ќе биде тоа со кандидатите на самоопределување. И тие имаат за себе нерегистрирана партија, но ќе бидат дел од тој Европски сојуз. Доколку Алијанса на села оди сама на изборите, вистина ќе треба печат, потврда, регистрација, за да може да излезе сама на изборите и секако тоа ќе треба да го обезбеди пред вас. Дали Таравари така лесно ќе остапи, не ми се верува, искрено. Не ми се верува, така што изгледа вие ќе треба да пресечете. Да пресечете пред тоа да го оставите. Да, вие ќе се поварате во тоа ќе биде важно. На овие и некои други дилеми разговарав и со поранешниот претседател на ДИК Александар Новаковски, предлагам да го погледнеме интервјуто со него. Господине Новаковски, голем е интересот за претседателската функција за овие избори. Што според вас тоа значи? Добро, спрема најавените кандидати, тука се движиме, можеби овие избори ќе има за 1-2 повеќе кандидати, но според мене интересот е на партиите со оглед дека потоа следат парламентарни избори, малку невообичаено, значи првиот круг, вториот круг претседателски избори се поклопува со парламентарните избори. Мислам дека сите сакаат да покажат активност и во претседателските избори, за да го загреат членството, да ги разработат штабовите и мислам дека од тука е најголемиот интерес. Значи и партии кои сметаат дека немаат шанси за втор круг, нормално дека учествуваат, али претежно ќе им биде насоката кон тоа што следи и со тоа ќе им се продолжи кампањата за парламентарните избори. Па за некои партии мислам дека првиот круг на претседателски избори ќе биде сериозен тест за тоа како ќе се одвиваат парламентарните избори. Значи за одземање, додавање и за да кажеме поместување кај некој кандидат, ќе се отвори место за пазар и за идни коалиции во парламентарните избори. Значи не случајно се овие работи. Со оглед дека ако се освои значителен број, а не, и нормално и да не се помине во вториот круг претседателски, пошто одат по мнозински систем 20 кандидати, тука ќе се одмери силата на поголемите играчи, например на политичката сцена, кои очекуваат влез во втор круг сигурен, и потоа и да поддршката од тоа ќе се мери идните коалиции кој колку освоил како самостоен, како партија, како независни група граѓани, 10.000 подписи. Значи, многу интересно станува и ова е најава за едни сериозно, мислам по мене, може би и тензични парламентарни избори. Бидејќи оваа кампања ќе трае предолго и тогаш ќе имаме поместување, значи за некои партии првиот круг на претседателски избори може да биде и сериозен удар за резултатите во првиот круг и единствен на парламентарните. Ке бидат интересни во секој случај, мајки го предвиди цензусот, значи 40% цензус со измените, сепак на изглед изгледа достижен, но ќе биде зависно од тоа како ќе се намира граѓаните, бидејќи јас моје чувство е дека граѓаните не се многу заинтересирани. Ако сега правите анкети, може голем да биде процентот кој ќе сака да каже дека нема да излезе на изборите. И затоа мислам дека одзивот на парламентарни ќе биде голем, но цензусот се надевам дека ќе бидат успешни, ќе се постигне цензусот, бидејќи ако земеме 2009, што го знам податокот, тогаш беа локални парламентарни, локални претседателски заедно, па се постигна цензус 43,30. Значи не е тоа некоја лесна активност и затоа мислам тука ќе биде во вториот круг многу интересно пазарењето и кому како ќе одат гласови. Поддршката. Кога сме кај бројките, денеска почнува и собирањето на граѓански потписи за кандидатура. Речиси сте најавија дури оние што имаат поддршка во парламентот од претениците. За кого ќе биде тешко, за кого ќе биде лесно, односно од еве за сега
најавените 9 кандидатури, колку очекувате да го поминат овој прв филтер и да соберат гласови? Мислам дека 10.000 подписи кои се потребни, тие доста партии ќе одат со знаете, практикуваат да одат и со 30 пратеници, тие кои ги имаат на располагање, додат со собирање подписи, баш од причини кои ви ги кажав, да го анимираат членството. И сега не очекувам и тие да собираат подписи, но тие кои ќе собираат, кои им се необходни за да може да се потврдат листите кандидатски, не е лесно да се соберат. Тоа ќе зависи од тоа некој, иако рокот е 15 дена, некој ќе ги собере тие подписи многу брзо. Јас така очекувам, некој група граѓани кои ќе кандидираат, например да ги соберат многу лесно. Тие се собираат во подрачните одделенија на ДИК. ДИК треба тоа да го соопшти и се надевам дека ќе соопшти во подрачните одделенија. И тоа не е лесна активност за сите кои се кандидати. Треба да ги анимираат граѓаните, треба да одат, да потпишат, да се проверат тамо. Може да се собираат и кај нотар, али тоа не е баш добро, бидејќи сепак се трошоци да се оди кај нотар, но некои кандидати, според мене, нема да ги соберат тие 10.000. На сите им посакувам среќа, сепак да има повеќе кандидати, тоа е демократијата, но ќе биде отежнато за некои кандидати. Очекувате ли жестока кампања и со кои се оние слаби точки каде што ги лоцирате од досегашните искуства и според она што сега се случува во моментов на политичката сцена? Морам да кажам дека имајќи во предвид што све се случуваше, имајќи во предвид од Преспанскиот договор, па спогодбата со Бугарија, па кандидатурата за членство, па неприфаќањето и сите тие политички теми, мислам дека го поделија крајно народот, до крајни граници и како никогаш досега. И затоа јас мислам дека очекувам дека нема да има инциденти на избори. Се надевам дека тие детски болести ги прележавме, но очекувам тензична атмосфера во смисол да партиите не ги бираат зборовите. Не очекувам мирна кампања, но изборите во избирачките места ќе бидат мирни. Во албанскиот блок има исто така доста развижување на изминатиот период, еве од аспект на ДИК, до кога најдоцна треба да се разреши во суд ова дилема и поделба во партијата, во Алијанса на албанците, за да се знае кој како ќе продолжи понатаму? Јас не го знам точно проблемот, но сепак судот треба многу итно да реагира, бидејќи овие се итни случаи, не се сериозно и за партиите кои треба да, не знам, имаше собранија, не навлегувам во правната процедура, но треба да се донесе решение за да имаат и тие кои спорот евентуално ќе го изгубат да имаат можност да учествуваат на парламентарните избори без некои проблеми. Бидејќи не би било добро да се тоа носат одлуки со некој да му се попречи, па да настанат дополнителни тензии. Независна, викаме, судската власт, нека донесе решение за да можат тие да се ги планираат активностите, бидејќи тоа е сериозна работа. Исто така и во тој блок се очекува напната атмосфера, бидејќи знаеме дека има најави за мешање од други страни, дека може да има влијание, поделеност на опозицијата, сега како би условно кажале албанска, значи не очекуваат многу тестеден добар и треба сите да се надминат себе си, затоа што мислам доволно имаме искуство и парламентарни избори и председателски во овој изминат период, значи политичките партии и кандидатите да се надминат и да ја покажат политичката култура на дело. Дека овие избори не се да се биде или не, а ние така не ги представија уште сега
И мислам дека само тоа ќе ги одврати гласачите да излезат на избори. Тоа не добива никој, посебно не државата. Значи, државотворноста веќе се губи затоа што во смисол сите размислуваат за позициите, сега па и платите како на функционерите им ги зголемија, така интересот ќе биде за листите поголем, така да се надевам дека све тоа ќе помине добро, но не очекувам да помине и без политички пресметки, мислам да останам на тоа ниво и во албанскиот блок и во македонскиот блок. Една од дилемите која што се наметна периодов е, бидејќи поклопувањето на изборите, двојните избори, во моментот кога ќе има молк, според роковникот за претседателските избори, роковникот за парламентарните предвидува во тој период да има кампања. Кој според вас е решението за ова преклопување? Јас мислам дека Државната изборна комисија, кога ги носеше роковниците, го имаше тоа во предвид и требаше тогаш да ја донесе и одлуката. Сето одлагање на одлуката носи шпекулации дека се вршат политички влијанија во ДИК. Затоа што ако беше кажано дека ќе има прекин 2 дена, ќе имаше прекин и тоа партиите ќе мораа да го почитуваат. Решението да ќе се води кампања за парламентарни, а не за претседателски, тоа не е решение. Не можете вие тоа да го ограничите. Ќе има не злоупотреби, ама ќе има прекршувања, може да биде тогаш ДИК доведе во ситуација со многу приговори, затоа што поскоро да се донесе одлуката и ако се каже дека тие 2 дена нема да има кампања, јас мислам има доволно време. Кампањата, ви кажав, ќе се води од кога ќе почнат претседателските избори и ќе трае до завршување на парламентарните избори. Доволно време да се представат сите. 2 дена и одмор ќе им дојде добро и тоа мора да се каже уште сега. Вие бевте и председател на работната група која што ги подготвуваше измените на изборниот законник согласно препораките на ОПСО-ОДИХР. Уште во ноември го завршивте предлогот, кој што требаше собранието, односно преку пратениците да биде предложено на седница. До сега тоа не е случено. Каде го гледате вие проблемот? И работната група на вистина беше составена од голем број експерти и од сите институции, па и дел политички партии, кои имаат било каква поврзаност со изборите, затоа што не е само ДИК надлежен во време на изборите. Значи, сите беа опфатени во таа работна група, ние постапивме во голем број од препораките, ево би кажал еден израз, значителен број, бидејќи да не се појавуваат забелешки повторно, за тие што не можеа да се имплементираат, според нашето законодавство имаше објаснување, и тоа беше доставено до Министерство за правда. Јас немам информација, вие споменавте пратеници, зашто тоа не го достави владата до собранието и не знам дали е доставено, таква информација со мене никој не споделил. Значи, никој не споделил информација. Бака, каде гледате, кои одредби според вас може би беа најспорни од она што го предложите или мислите дека не? Мислам, финансирањето на политичките партии, тука е платеното политичко избалансираниот пристап, некои промени не ни очекувавме. Важно во работната група беше едногласно усвоена. Ви благодарам многу, господин. Благодарам и вас, ме беше драго. По интервјуто со поранешниот председател на ДИК, господин Даштевски, ве прашувам околу една од последните дилеми кои што ги отворивме, а тоа е преклопувањето на молкот пред првиот круг на председателските избори, тоа е 2 дена, со еден ден молк, еден ден на самиот ден на гласање, со кампањата која трае за парламентарните. Нели тоа е апсурдно, контрадикторно, како може да има молк кога тоа е рестриктивно уредено во законот, а истовремено да има кампања каде што ќе има митинзи и слично. Точно. Значи, ДИК постапува исклучиво во согласно со изборниот законник. Членот 69 од изборниот законник го регулира прашањето за изборниот молк, кога ќе биде,
а роковникот, како ова е табеларен роковник, како највисок акт кој го носиме, нели, кој важи во времето на изборите, вели дека на 22 април во 24 часот, значи на 23 и на 24 до затворањето на гласачките кутии, ќе има молк. Така што законот не предвидува ситуација кога се спојуваат во исти ден изборите. Така што во првиот круг ќе си има молк за председателските во согласно со законот и во согласно со роковникот. Не можеме ние да постапиме спротивно на изборниот законник и спротивно на роковникот. Значи роковите треба стриктно и строго да се почитуваат. Но ќе биде спротивно на молкот, тоа нема да биде молк. Да, имаме ние во членот 75А од изборниот законник, имаме една одредба каде што треба да повика АВМУ. При тоа сега кога сме кај АВМУ, ја ви повикал овде АВМУ што побрзо да го донесе и правилникот за минутите за платено политичко рекламирање, бидејќи ние само сме на некој начин посредници во тоа платено политичко рекламирање, средствата ги обезбедува државата на посебна сметка и АВМУ носи правилник врз основа на кој договор склучуваат политичките партии и меѓу другите. Ние на крај сигнација само дека е тоа што они го донели. И затоа ние не можеме, ние сега имаме контакт со нив и секако дека ние ќе апелираме да не се злоупотребува кампањата за парламентарни во време на молкот, односно да си се зборува само за парламентарни, не за председателски, а исто така и ќе преземе и АВМУ. Меѓутоа, според тој член, они треба да повикаат исто, не е предвидена ситуација кога се одржуваат двојни избори. Значи, таква ситуација не е, они може да повикаат и ќе повикаат, меѓутоа не знам како би се прекинал молкот. И сега имаме наредната недела состанок со нив да најдеме некое средно решение како да... Тоа го најави и директорот Рајчевски во интервјуто за Телма, што ќе го слушнаме подоцна. Николовска, како гледате вие, изводливо ли е ова спроведување од досегашното искуство и околу изборниот законник ВМО? Па ми се чини дека како и да постапи дека какво и упатство да издаде, секако е во опасност да го прекрши изборниот законник, дури и ако одлучи, да речеме, да се прекине кампањата во тие 2 дена, ќе биде прекршување на изборниот законник со оглед на тоа што роковите за кампања пред парламентарните избори се исто така стриктни 20 дена пред изборите. Вие не може да ги направите 22 дена пред изборите да почне кампањата за да се надоместат овие 2 дена молк. Да. И тоа би било прекршување на законот. Членот 69 реков дека се однесува на молк. Така што тоа е во согласно со изборниот законник и ние мора а овој другиот е општ. Така што ние постапуваме според членот 69 да, и според молкот кај нас се толкува многу рестриктивно и не се толку и така функционира низ години. А нема посебни правила кога ќе се спојат што да се преземе. Тие се членовите. Добро. И околу сега да ве прашам околу порталите, остануваат надвор од регулација? Па нема, видите, он сега рече и Новаковски дека ништо не е променето во тој дел и не знае до кај е законот. Ама не знам за тоа дали ќе има за изборниот законник, мислите за изборниот законник секако да сака да прашам. Имате ли што ако се донесе во последен момент ќе ви ги сменили тоа нешто плановите? Па видите, тоа се некои технички работи кои ќе ни помогнат за подобро извршување на нашите работи. И тука ние имаме еден предлог уште кога работеше, точно е тоа дека работната група е поширока, има 3 члена од ДИК кои се нели на стручна основа работат и сите овие предлози за измените на законот се направени од нивна страна, може би се изгласани таму едностранно, бидејќи јас не учествувам, јас како не имам право. Меѓутоа има еден член што се однесува до личните документи, тоа нели за пасошите? За пасошите, да. Добро, и? Значи, ние имаме една преводна одредба каде што предлагаме пасошите на кои пишува Република Македонија, ако се важечки, да важат за гласање. Во диаспората, во Македонија секаде? Да, да важат само за гласање и тоа да се стави во изборниот законник како преводна одредба која ќе важи само за овие избори. Да. И тоа мислам дека нема тоа поидеално решение. Значи, веќе го сменивме законот за лични карти и личните карти важат.
знаеме дека многу луѓе немаат ни лични карти, па еве ако важат пасошите, еден од тие документи ќе имаат важечки. Само за гласање. Само за гласање и тоа ќе, нели, во обуките ќе се пренесе на избирачките одбори и они ќе ги прифаќаат. Тие бидејќи се тоа реално важечки документи кои се издавани од нашите надлежни органи. Со рок на трајање тие што се. Значи само да дополнам, сега во текст се обуките на обучувачи и после тоа ќе бидат обуките на општинските изборни комисии и избирачките одбори и да се надоврзам тука, ние во тие предлози што се за промени на изборниот законник имаме предлог да се воведе едно оделение кај нас за обуки на сите учесници во изборите, а сега ние само иницијативно овој пат направивме обука за новинари. Така да, има. И сите новинари пофално се изразија дека многу им користело тоа, дури некои што мислеле дека прилично се запознаени со материјата, сега сватиле дека се корисни овие обуки и планираме уште една таква да направиме, само за новинари, а после за сите други групи. Мораме на реклами, па по рекламите се враќаме со разговор. Продолжуваме во последниот дел од емисијата. Николовска, вие сакавте да искоментирате за порталите пред рекламите, но и за изборниот законник, докаде неговото донесување. Никој не знае за изборниот законник, односно за измените што ги очекуваме постојано откако излезе таа драфт верзија што ја направи работната група, но тоа беше уште конкретна минатата година. Еве овие месеци распишани изборите, никој не знае дали ќе имаме нови измени на изборниот законник, па макар и не знам само според препораките на ОПСЕ ОДИХР. И да не заборавиме дека ОПСЕ секогаш ни препорачува да не го правиме тоа барем 6 месеци пред избори, а ние упорно го правиме. Ми останавте должен за прашањето околу регулацијата на порталите, како што рече и Елена, значи многу се строги правилата кога се работи за радиодифузерите, казни предвидени, па ние тука дуваме и на јогурт леле, кога ќе пуштиме повеќе помалку дали ќе се види некоја слика, некоја лого од некоја партија. За тоа време на порталите главно таму се одвива црна кампања која никој не ја регулира. Значи, јас би кажал, јас имам повеќе информации нели, за законот. Сметам дека законот е во собрание, такви информации има. И во собрание треба да го предложат пратеници, ама се уште не излегле со таков предлог. Промени кои се однесуваат на забелешките на ОПСЕ. Само тоа треба да помине според мои сознание. Нели беше во Министерство за правда, па преку влада во собрание, така што треба да се стави на гласање, на пленарна седница, и се не знам дали ќе се случи тоа. Меѓутоа би било корисно и што викате, нели, забелешките на ОПСЕ секогаш поминувале. Не се работи за кој знае какви некои политички забелешки, туку технички кои ќе помогнат за побрзо спроведување на изборите, подобро спроведување. Тоа и ова што викате за регулацијата, имаше една забелешка на ОПСЕ дека треба да се размисли, значи да се размисли за прераспределувањето на процентите. И со оглед дека јас, како што знам, во работната група не се договориле и бидејќи некои биле за укинување на тие, а забелешката не е за укинување, а другите биле за прераспределување, го оставиле тоа прашање исто да остане, додека не се договорат понатаму што ќе се случува. Така да работната група веќе излезе со конкретна верзија која што доставена на собранието, но очигледно дека таа не е донесена. Тоа останува исто. Околу правилата и она што го значи правилата ние не сме имале, вие викате строги се, меѓутоа не сме имале до сега казнување нешто. Да, вие сте надлежни за порталите. Од друга страна се држиме до ова, да бидат исполнети тие услови што се подпишани помеѓу странките во договорите, значи толку минути да бидат колку што ги подпишале и од прилика до сега се усогласувале. Тие. Значи веќе се, како да кажем, извежбаа партиите како да се прави тоа и од прилика знаат на кои портали колку, каде, што и
Добре, Така, тука имаше многу сомнежи за одливање на средства и за црна кампања, тоа што го спомна и колешката Николовска, но за ова дел од овие прашања разговарав и со директорот на АВМУ, Трајчевски, да го слушнеме интервјуто со него. Господине Трајчевски, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го следи известувањето на телевизиите и на радијата уште во периодот пред започнување на кампањата, а изборите се веќе распишани. Што е оно на што го ставате фокусов овој период пред започнување на кампањата? Агенцијата започна со мониторинг од наредниот ден од распишување на парламентарните и председателските избори 2024 година и во овој период ги мониторираме телевизиите што имаат над 1% удел во гледаноста, односно 5 најголеми терестријални телевизии и неколку кабелски сателитски телевизии кои што емитуваат програма на целата држава. И во овој период се правилата многу либерални, така да не очекуваме дека ќе има било какви проблеми, никогаш и во минатото немало проблеми од денот на распишување до почетокот на кампањата. Очекуваме, односно чекаме да видиме дали парламентот ќе ги усвои измените на изборниот законник во насока на усогласување со забелешките на ОПСИ од ИХРЗ, да можеме потоа да постапиме кон изработка на насоки кои што треба медиумите да ги следат за време на изборната кампања која што ќе почне на 4 април, која што овој пат ќе се преклопат двете кампањи и ќе биде малку по-комплицирано за медиумите кои што ќе треба да известуваат и за двете кампањи. Особено она што се јавува како абсурдна дилема можеби во целата ситуација е тоа што истовремено, додека има 2 дена пред изборен молк за председателските избори, во тек е и кампања за парламентарните избори. Што овде ќе превагне, дали ќе остане да има молк или пак дали има некаква одлука веќе на АВМУ за тоа што медиумите може да се доведат во непријатна ситуација доколку не почитуваат една или друга страна? Имавме ваква ситуација во 2014 година кога исто имаше парламентарни и председателски избори. Целта на АВМУ не е да ги казнува медиумите, туку да изработиме заеднички правила кои што ќе бидат јасни и кои што медиумите ќе можат да ги следат. Ако се стрикно почитува изборниот законник, кога постои молк, медиумите не смеат да известуваат не само за кандидатите за председател, туку за било кој друг носител на функција политичка или од органите на власт. Така да кога има молк за председателските избори, медиумите не смеат воопшто да известуваат за активности во кои што се вклучени носители на функции во политичките партии или во органите на власт. Но се договоривме во текот на следната недела да имаме состанок со представници на Државната изборна комисија и Државната комисија за спречување на корупција. Овие дилеми да бидат расчистени со цел медиумите да ги знаат јасно правилата за да можат да ја извршат својата функција која што имаат и која што е многу значајна за време на изборите и секако агенцијата пред почетокот на официјалниот почеток на изборната кампања ќе изработи акт со кој што ќе им ги објасни правилата на медиумите за нивното известување за време на изборниот процес, како во делот на платеното политичко рекламирање, така и во делот за известувањето во дневно-политичките информативните емисии. Значи секако нема да бидат оставени медиумите да сами на себе, односно да бидат тие еден вид жртва, ако може да се каже, туку ќе имаат јасни правила, бидејќи ние како агенција секогаш сме имали и соработка добра со медиумите, секако тоа нема да изостане и овој пат.
верувам дека тоа ги интересира и политичарите, односно организаторите, бидејќи тие не сме да го кршат молкот, затоа не треба да организираат митинзи и средби со граѓани. Агенцијата се грижи за медиумите како регулатор, за тоа дали политичарите, односно учесниците во изборниот процес ќе го прекршат или не изборниот законник, е надлежна државната изборна комисија, но токму таму дојдоа овие Да, меѓутоа ако учесниците во изборниот процес, сега збориме за парламентарните избори, организираат настани тие денови, медиумите ќе треба многу ригидно да известуваат за нив, бидејќи законот е јасен дека не сме да има ни крупен кадар од учесници во изборниот процес или други носители на јавни функции, на органи на власт или од политички партии, но затоа реков за да биде станува збор за двоен процес и парламентарни и председателски избори, ќе се обидеме заедно со Државната изборна комисија и Државната комисија за спречување на корупција да ги усогласиме гледиштата во поглед на законот и на крај, секако што е најважно, медиумите да имаат јасна слика како треба да се однесуваат, односно кои правила треба да ги следат, а нормално дека и политичарите треба да ги следат правилата согласно изборниот законник. Во изборната кампања, како што кажавте, на 4 април почнува за председателските, подоцна на 18 за парламентарните. На што најмногу треба да се внимава и каде се најчесто грешките или нерегуларностите кои што настануваат? За среќа, последните неколку изборни циклуси, прекршувањата на изборниот закон се сведени на минимум. Најголемите желби за заобиколување на изборниот законник, а тоа и сега карактеристично овој период пред изборната кампања, е да не известуваат медиумите за настани кои што ги организираат органи на државната управа, а тоа да биде во корис на политичките партии, односно за учесниците во изборниот процес. Ние последниве неколку дена по распишување на изборите сме сведоци дека се организираат настани на кои што се промовираат почеток на проекти, пуштање во употреба на разни објекти од страна на високи представници на владата, или на кои што учествуваат високи представници на владата и председатели на политички партии кои што не се носители на функции во органите на власта. Значи, таквите активности после 4 април ќе бидат забранети, доколку медиумите известуваат за нив, ќе треба да бидат, односно ќе бидат санкционирани од страна на агенцијата, а секако дека треба да бидат санкционирани и политичарите, учесниците во изборниот процес од страна на Државната изборна комисија, но за жал кај нас праксата покажува дека такви мерки кон политичарите Државната изборна комисија воопшто и не презема за време на изминатите изборни циклуси. Јас сум убеден дека медиумите и овој изборен циклус, како и изминатите неколку изборни циклуси, стрикно ќе го почитуваат изборниот законник и нема да има сериозни прекршувања, бидејќи прекршувањата на изборниот законник од страна на медиумите не им наштетуваат само на нив како медиуми, туку и го нарушуваат имиџот на државата, имиџот за спроведување на фер и демократски избори, и мислам дека тоа што медиумите го постигнаа последните неколку години нема да биде нарушено со овој изборен циклус, иако очекуваме како регулатор дека кампањата ќе биде жестока и уште од сега се најавуваат активности кои што политичките партии ги преземаат повеќе во насока на црна, односно негативна кампања, односно наспроти, можеби желбата на граѓаните да бидат запознаени со програмите и идеите кои што ги нудат учесниците во изборниот процес. Ја споменавте црната кампања, таа според искуствата од предходните неколку пати, многу често доаѓаше и од некои портали, значи дел од портали, особено оние кои што беа наменски формирани за изборите, па тука беше и одливот на средствата кои што се добиваат буџетски. Агенцијата не е надлежна да ги следи овие портали, од друга страна пак ДИК, која што по закон е надлежна, велат дека немаат можност да го прават тоа и реално не може да го прават тоа. Што со ова прашање? Па црната кампања или можеби дезинформациите кои што се пласираат преку овие интернет портали, за жал се неизбежни и можеби најдоброто решение беше она што го предложи работната група, да
финансирањето на платеното политичко рекламирање биде укинато како што е сега, односно да биде финансирано од буџетот, а политичките партии самите да си ги финансираат своите кампањи по делот на медиумското представување. На тој начин ќе се избегнеше ваквото во наводници фингирано рекламирање кај тие портали кои се отвараат наменски пред изборите и се затвараат неколку дена по изборниот процес, кои што воопшто не им помагаат на граѓаните да донесат одлука за кого да гласаат, туку се имаат единствена цел известувањето на тие портали и рекламите кои што да таму чисто само како црна кампања, односно да се отстрани политичкиот противник. Агенцијата нема надлежност, но од друга страна и која што е можеби надлежна, реално нема капацитет, ниту има знаење, ни стручно познавање за да може да ги мониторира и следи порталите, така да од нашите очекувања беа дека ќе се укине државното финансирање на платеното политичко рекламирање, со тоа да се реши овој горлив проблем, но најверојатно до тоа нема да дојде, бидејќи времето до уште кое останува да работи парламентот е премногу кратко за да може да бидат преземени вакви драстични измени на изборниот законник, така да и овој изборен процес активностите, односно кои што ќе ги преземаат овие интернет портали, за жал ќе бидат наша реалност и граѓаните ќе треба да се навикнат, односно да не подлегнуваат на дезинформации или на црна кампања ако овие портали продолжат да шират како што го правеа тоа изминатите изборни циклуси. Ви благодарам многу. Благодарам. Го проследивте и интервјуто со директорот на ВМУ Трајчевски. За крај, господин Даштевски, сакам да ве прашам докаде софтверот за гласање, односно дали граѓаните на овие двојни избори ќе можат со еден отпечаток да бираат за кого дали ќе гласат за претседателски или парламентарни, со оглед на тоа што праксата до сега беше само еден отпечаток. Да. Значи, ние имаме решение и тоа ќе биде спроведено во пракса. Во согласно со член 108а, граѓаните ќе може да се идентификуваат со отпечаток на прст, односно со биометриска идентификација на гласачите и ќе биде со еден отпечаток. Така. Добро. Значи дека првиот круг од председателските не е проблематичен. Вториот е најголемиот предизвик кога се совпаѓа и со парламентарните, значи дека ќе може и да се одбере опција гласам, не гласам, не сакам две ливчиња да добијам или сакам две ливчиња. Тоа е работа на избирачките одбори. Така што они ќе бидат обучени исто како минатиот пат, што им објаснува на граѓаните и сега ќе може да има опција. За граѓаните, значи ќе има таква опција. Николска, за крај ви? Јас се надевам дека и ДИК како главен реализатор на овие изборни активности и другите останатите изборни тела ќе успеат да го спроведат овој двоен изборен процес, дека се ќе помине перфектно, без некакви проблеми. Јас ви можам да кажам, веќе го кажав тоа, значи за крај. За крај, значи, мислам дека сите действија што беа предвидени, како одржување на изборите во исти ден, за да не бидат двојни, понатаму закажувањето и ускладувањето на роковите на изборите и на крај сега сведоци сме дека е ставено на дневен ред изборот на 7-миот член, да се комплетира ДИК и за домашната и за меѓународната јавност. Тоа е многу битно и за... До сега работите одат во најдобар ред, можам да кажам и во ДИК, сите рокови се запазени, така што јас сметам дека би требало да бидат фер, слободни и демократски избори. Така, ви благодарам многу што бевте мои гости вечерва. Се надевам дека во текот на овој предизборен изборен процес ќе имаме повторно прилика да ги дискутираме актуелните случувања. Вам почитувани ви благодарам што бевте на програмата на Телма, останете и понатаму. Добро веќе.